По-ново ние ги викаме така. Како ги викате, ајде кажувај. Ние ги викаме путчи, би да ги научат знат. Правени се од убавата свинска маса. Браво, чекај да пробаме од вашия. Чекај да пробаме од вашия. За овие колачи ние добиме прво место на вешта жена примери во Струмица. И сите си задаваат за името колку за колачите. Како ги викате, ајде кажувај. Ние ги викаме путчи, би да ги научат знат. Правени се од убавата свинска маса. Браво, чекај да пробаме од вашия. Чекај да пробаме од вашия. За овие колачи ние добиме прво место на вешта жена примери во Струмица. И сите... Домачинка е, бре, на сите телевизијски луѓе ни одржа лекција. Ем сум домачинка, ем сам да правим ручек. И си игра умеѓу време. Македонска девојче, кика шарена. Само ќе ви кажам како лупи компири Адријана Лачкиот и ги заглавив до 12 сат колегите. Денеска ќе ви кажам една рецепт како се прават пиперки црвени. Црвените пиперки мора претходно многу убаво да ги одберете на пазарче. Кога ќе ги одберете така убаво на пазарче, убаво ќе ги ставите и многу препорачливо е да ги печете на оган. Ако неам оган, ма кај да ги печем? Јас тука со мене, затоа што ви се јавувам од центарот на едно село. Добро. Ќе мора да ми помогнете овие тука теткички, бабички, кои што се мои многу добри пријателки. Еве сега, кога веќе ги испековме пиперките, знаете дека треба да се излупат. Како ги лупиме? Тетка Радка, како ги лупиме? Ги влажниме прстињата и потоа ја влечеме пиперката надолу. Едната пиперка излупет. Ајде, тетка Радка, тетка Блакне, вие сега да излупите пиперки. И тетки бе. Нема семчиња, затоа што баба ми кога правеше салата од црвени пиперки немаше семчиња. Не. И секога сега оваа салата ќе ја наредите во еден убав танер, така овие се македонски стари садови, затоа што цел живот цел свет тефлон користи, нели не канцерогени, вие канцерогени садови користи. Тоа земјината тавот и многу е здрава. Во овие убави садови земјен сад ќе земете и ќе ги наредите како војничиња. Едно црвено, друго црвено, трето црвено, четврто црвено. Мора да ставите Макдонос и мора да ставите лукче. Лукчето ситно го пропржувате во масленце и потем го сервирате. И за крај да ви ја препорачам мојата книга Македонски готвач, каде што може да се најде секаде. А за време на пауза, вие сниматели не се грижат, ќе има и за вас да пробате. Можете оваа книга да ја купите во тие книжаници и да се имате по дома, затоа што мојата баба ме научи на сите рецепти. И имате пауза, ја гледаш Адријана, врти оро. Фала многу, пријатно живи здрави. Имате ли муаве човекат, ако имаш голем нос, значи имаш голем...
Курикулум. Така да се изразам. Ако е така, тоа што ти заставиш да правиш муавет со некоја женска, две работи ќе ги пречат на хоризонтално ниво. А таа треба да застани како на пенџере, за разговорот да течи нормално. Кај бе Светлова? Еве. Таа треба да застани како на пенџере за разговорот да течи нормално. А ти треба да се пазиш од влага и од промаја. Затоа што и двете огромни нешта течат во влажни услови. Понекогаш ќе ти е и сеедно, како и да се завртиш со такви две огромни нешта, поза 69 ти е иста. Толку се слични, а сепак толку различни. Шо и да направиш со својот курикулум, без разлика колку и да е безобразно, секојаш го папат носот. Брат, се смував со женска на еден другар и сега е трудна малце. Ти имам речено, а не си го пикаш носот сегде. Еден од најголемите проблеми со изгледот кај мажите е келавење. Се будиш едно завајле и гледаш, се појавило едно огромно М на тлата. Си викаш М, а? Малку келјав. После некое време се будиш, гледаш, се појавило едно С на длата. Си иде С средно келјав. Тоа е то. Така, тоа е то. После месец дена се будиш, си викаш, леле, која буква ќе учиме денеска? Гледаш, то С се проширило и се појавило едно О позади. Си викаш С, сосема дојде крај на фризурите. И многу е заебано, почват сите навики да ти се менува. Прво и прво, не знаеш до кај да си го миеш лицето. Сите пари што си ги давал за шампон, сега за кремој ќе ги даваш. Ќе го фрлиш фенот, ќе си купиш еленска кожа. Ако те удрит некој потил, ќе мислиш дека почело те мава. Позитивна околност е што берберите се изтренирани луѓе и секогаш се внимателни со келјави типови. Избегават цело време да те прашат што фризура сакаш. Влегиш внатре, добар ден, повелете, кафенце може? Не, се брзам. Интер што направи? Не знам, не пратам фудбал побрзо и жише ми да бегам. Добро. Како ќе ја правиме? И почвиш, од овде пушти, ваму скрати, овде ќе додеш, ма вака на кај шишкиве, ко да решаваш ребус. Целта ти е да покриеш шо поголема површина со 3 влакна. Не знам зошто ние машкиве секојаш се правдаме која ти келјавиме. Але тоа е нормално, море ме сваќаеш. Тоа е затоа што имам многу тестостерон, брат. Жив ти се најмило. И нели од тоа треба да растат влакна место да паѓе. Гарант орангутанине в џунгла, што прцет по 10 мајмунки дневно немет ич тестостерон во нив. Заш јас келјав мајмун немам видено.